Што во суштина значи политичката одговорност? Може би некому му звучи чудно, но политичката одговорност во суштина е објективна. Тоа значи дека министерот на било кој ресор одговара за севкупната состојба во ресорот. Не само во министерството, во ресорот. И за тоа се поднесуваат оставки во светот. Тоа е прво. Второ, чудна драма, трагедија е ова што се случи и јас ќе се обидувам да ги анализирам работите само и само преку цитирање на стенограмите. Зошто? Како некој љубопитен, заинтересиран, посветен наблюдувач на една трагедија во која секогаш има режисер, има главни актери, има споредни актери и ќе се обидам да ви ги освежам сликите. Најпрво, бидејќи зборувам за политичка одговорност, а министрите се слуги на граѓаните, значи се први под уставот и под законот, само да го цитирам членот од Законот за здравствена заштита, кој што вели дека Министерството за здравство е надлежно за организацијата и развојот на здравството, но и на надзорот од неговата и за надзор од неговата надлежност. Значи, кај надзорот над законитоста на работата, јасно стои во членот 295 став 2 дека Министерството за здравство го врши надзорот над работата како редовен во согласно со годишната програма и по потреба или предлог на фондот, комора, државен орган, здружение или граѓанин и дека го врши преку комисија именувана од министерот за здравство. Јас ќе почнам од последниот министер, иако многу кусо време помина, но мислам дека некои негови изјави можат да бидат многу релевантни. Имено, една од првите изјави на господинот Фатмир Меджити беше дека ќе се заложам да направам системски промени како би се спречиле секакви злоупотреби и криминал во здравството. Веднаш потоа напоменува дека го сменил и организацијскиот директор, кој што не можеше да биде сменет од претходниот министер, господинот Бекин Сали, и неговата изјава ќе ја цитирам, дека кога се обидел тоа да го стори, дека наишол на притисоци. Значи, овој министер кажува дека сменил 20 директори и објаснува зошто. Што сакам исто така да посочам? Вака вели околу сомнежот за состојбите, вели, дали е возможно да немаме сомнеж кога немало колегиум, протоколи, конзилиум, собирање на пари, а претходно, значи, сево ова како да било заборавано. Што друго мислам дека е важно? Господинот Фатмир Меджити, се сеќавате, рече дека веднаш прашал за като системот, така вели овде, бидејќи чув, значи дознав, знаев дека постои като систем за контрола на овие со условен буџет, овие скапи биолошки лекови. Тој като систем знаеме дека не бил во подрум како што велат, туку бил во една соба. Веднаш го викнал оној што го набавил и нормално
Тие што ги повикав ми ги кажаа предностите зошто овој систем треба да биде во функција. И вели ги направив сите подготовки и со ребалансот на буџетот, нормално сега ни е полесно и веќе на вистина сме во напредна фаза, за крајно време е веќе като системот да се стави во функција. Така вели сегашниот, значи, министер за здравство. Понатаму, вака вели дека е. Се чуди како 15 години не можел некој да ажурира позитивна листа. Тоа е срамота за оваа држава. Јас се срамам и како лекар, и како министер. Тоа што јас го направив не беше 15 години направено. Реди надолу за протоколите и така натамо и кажува дека до крајот на годината ве уверувам дека ќе има резултати во здравството. И не едно од најважните работи, бидејќи овде имаме едно чудо извештај од Заводот за ревизија, вика, значи не знам, сакам да кажам дека, кажав во говорот, не знам дали сте ме слушнале, дека е преполовен долгот на клиниката за онкологија. Меѓу останатото исто така во неговите стенограмот вели дека 60% од овластувањата беа заеднички за медицинскиот директор и за организацијскиот директор, ама околу 40% имаа посебно, така треба и да се гледа, значи, одговорност. Еве како зборува сегашниот министер. Господинот Беким Сали. Може би најважната изјава на прашањето што му го поставив, да подсетам, беше дека, значи, кога побарав и добив оставка од директорот Нино Васе, започнав процедура околу ингеренциите на организацијскиот директор, ама, значи, наидов на притисоци. Што друго мислам дека е, може би, важно за оваа ситуација? Притисокот го кажав, меѓутоа, исто така, вели дека е спремен во секоја ситуација да дојде и понатаму, да образложи што сторил за време на својот мандат, но мене она што ми се чини е важно е следново. Тој вели, побарав веднаш кога дојдов од медицинскиот директор да ми представи план за решавање на многуте прашања. Не го добив планот. Затоа, значи, што вели дека наидов на молк, после ова побарав од доктор Нино Васев да даде оставка и тој поднесе оставка. Мислам дека и ова зборува дека основни работи како план не постоеле. Да го одложам и да ги одложам и овие стенограми. Мене, она што ме интересира исто така е врзано за господинот Нино Васев и од многуте негови изјави ќе одвојам една. Значи вели дека на вистина е многу чудно само на вистина е многу чудно една фирма да е дистрибутер. Во мое време на 42%, а сега на 70 и нешто посто лекови на онкологија. Тоа е нешто што е многу, многу чудно. Но најчудно за мене, еве го, значи, господинот Венко Филипче, прво, тој го истерал целиот мандат, да не заборавиме, и одговорноста треба да ја врамиме, значи имал време најдобро да се запознае со состојбите на онкологија. Не знам, реков, нема да судам воопшто, не знам дали тоа го направил, меѓутоа
На вистина е многу чудно. Рече се сите министри по него знаеле за като системот, а на моето прашање, ако се сеќавате, дека би било логично некој кој го советувал министерот за здравство, Тодоров, и во тоа време бил набавен тој като систем, да не знае дека таквиот систем воопшто постои. Значи, не велам како негов советник, зборувам како министер за здравство. Затоа мислам дека, јас нема веќе да цитирам, меѓутоа, факт е дека господинот министер Филипче рече дека извонредно се согласувал со господинот Нино Васев, меѓутоа пак подсетувам дека господинот Нино Васев во изјавите вели дека континуирано го информирал за се што е во надлежност на еден медицински директор како него и сега на вистина неинформираноста е нешто што е шокантно, бидејќи таа му е една од основните надлежност според законот. Значи тој, дури и ако немало информации, требало да ги бара. А сега медицинскиот директор вели дека за се го информирал, а министерот вели дека нема информација. Извинете, ама тоа е навистина чудно. Реков, воопшто нема да коментирам, меѓутоа овде се споменува ковидот. Да, точно е дека во ковидот товарот најголем беше на министерот за здравство, но ние имавме единствен министер кој што беше и портпарол и секој ден информираше за состојбите. Ке речете тоа е одговорност кон граѓаните. Да, но одговорност кон граѓаните е и нивното здравје. Затоа постојат портпароли, не за собирање политички поени, туку за докажување на посветеноста кон ресорот. Министерот за здравство треба за време на својот мандат постојано да размислува на својата политичка одговорност, дека ќе одговара не само за она што самиот го сторил, туку и за сето она што другите кои што ги именувал или кои што нему му се одговорни го сгрешиле. Благодарам.